Jūs turbūt visi nuo manęs pavargote. O Ilja toks nepriklausomas. Jam nereikia iš mūsų jokios pagalbos. Ta jo tyla. Ta tyla kartais man ausise spengia. Ilja yra labai keistas. Mes jam dar tiesiog svetimi. Man atrodo, jis negalės būti man brolis. Tai darosi pavojingas. Kodėl tu man nepadedi? Darau, ką galiu. Mes abu nusprendėm jį pasiimti. Nepadedi. Vaikai, man reikia jūsų pagalbos. Ilja! Atstok nuo mane. Ką pasakei? Kas tu man pasakei? Kas tu per vaikas? Prašau. Tu maldauji tų vaiko meilės. Todėl, kad tu manęs nemyli. Заниша меѓу дрвјата попрскани од сонцето и пак се врати кај детенцето кое чекаше долго. Тоа газеше со стапалата, со спуштен поглед, стискајќи ја торбичката на Изабел до ветровката како да е туѓо тело. Одеднаш ја погледна и направи гримаса. Што е? Викна задичано Изабел. Се правиш будала, мрмореше Илија. Што? Не слушам. Изабел се вознемири што се однесуваше лежерно, дозволувајќи да пропушти еден важен миг. Ја запре булашката и го наблюдуваше детето со испитувачки израз, но истовремено како да сака да се оправда. Отвори ја торбичката. Побара. Таму има нешто за тебе. Имаше кесе со сладки со чоколаден прелив. Изабел шеташе низ супермаркетот пред да ги избере. Беатриче ја исплаши да не доаѓа со празни раце, преди ово мораше да му носи скришно на Илја со одветен подарок, што би можел да исчезне лесно. Изморена од шетањето низ одделот со бисквити, најбосла Изабел одбре чоколадни сладки, што однадвор светкаа елегантно, додека внатре беа со многу бело. Незенеи се допаѓаа, но изгледаа совршено убави и ја посетуваа на морски школки. Илја внимателно ги наблюдуваше сладките со поглед што не кажува ништо, дури тогаш и се роди сомнеш. Може би тој прв пат гледа вакво колаче. Тоа се чоколадни сладки, десерт. Илја се стресе, мрмореше нешто. Ја погледна разочараната Изабел како да го вознемируваше. Знаеш што, јас ке се свртам и ке се лулам уште малку на булашката. Ти пак пробај ги, добра? Изабел толку се отторнуваше високо, што врвовите на чевлите стигнуваа до висината на ниските борови гранки. Оттаму ја прскаа зраците на сонцето, што навлегуваа меѓу игличките и инстинктивно ги затвораше очите. Ги затвораше очите на сонце и пак ги отвораше во сенка. Што правам овде? Одеднаш и помина низ умот. Се лулам на лулашка, за да му изгледам слободна и едноставна, а пак мислам на себе си. Tačiau aš nerašau socialinio romano, nerašau detektyvo, o labiau apibūdinčiau romaną kaip psichologinį. Mane domina jo psichologija, jo dvasinis būvis, mane domina kaip žmogus, kuris patiria dramatiškus momentus, dramatiškus išgyvenimus, kaip jisai keičiasi. Наутро Изабел стануваше веќе натежната и одве издржуваше до вечерта, како проектирана сенка на незиното натечено тело. Кога откако го испраќаше Галиус на училиште, се стануваше на улица, каде што уште се гледаше прашината од витлите кренати од автомобилот на Лудас. Внатре во неа мачењата се стоплуваа, се додека не станеа во запалена црвена боја. Лудас си заминуваше, додека таа остануваше и цел ден бараше место на кое ќе се ослободи од оваа тешка топлина што ја мачеше. И остануваше само ова месечарско дете, кое во кујната долго го сркаше млекото. Не ги бришеше белите дамки од крушите на восочното палто.
Ја вртеше шолјата во мијалникот и никогаш не ја ставаше на незиното место.